Господја Абази, добро дојдовте во утринската програма. Добро е најдов. Она за што ќе говориме е одлуката за зголемување на цените во меѓународниот сообраќај, поштенски сообраќај се разбира, од 1 септември. Да. Кои услуги се опфатени и кои се цените, што тоа ќе значи за Македонски пошти? Согласно член 50 од Закон за поштенски услуги, ние дадовме предлог до Агенцијата за пошти, кои треба да реално ја прифатат нашите барања од Македонска пошта за зголемување на цени на дел од услуги од поштенскиот сообраќај, односно од универзалната услуга. Причината е што последните измени или ревидирање на цени беше во мај 2017, значи пред сите други кризи кои после наследија, дали тоа беше пандемија, дали енергетска криза или војната, инвазијата на Русија во Украина. Направивме комисија од членови што се во секторот на економски, финансиски во поштата, од секторот за маркетинг и продажба и од секторот за поштенски сообраќај, се анализира услугите и се анализира трошокот што ние како Македонска пошта реално треба да го направиме за вршење на тие услуги. Промените ги направивме во некои од услугите, реално ги направивме во стандардизираното писмо, во нестандардизираното до 20 со иста цена и со другите стапки после на тежина. Тоа беше едното, а второто беше и формирање на зони на достави, кои се 5 зони, односно првата е соседните земји, со кои имаме размена на заклучоци по површински пат, земјите од Европа, втора зона, други земји од Европа, трета зона, Австралија и Нов Зеланд, четврта зона и останати земји од светот, пета зона. И по тежина, значи до 20 грама, од 20 до 100, од 100 до 250, од 250 до 500, од 500 до 1000 грама и од 1000 до 2000 грама. Исто така беа направени измени во цените на поштенските картички, на стандардизирани и нестандардизирани, бидејќи трошокот за нив е ист како писмо во меѓународен сообраќај. Ги израмнивме цените во однос на, еве како пример да го кажам, стандардизирано и нестандардизирано до 20 грама беа 30 денари, сега тие ќе коштат во првата зона 42, исто како и поштанските картички. Исто така на некои услуги, пример за весници, списанија, книги и печатени работи, беа воведени зони, односно врз основа на зоните, таму кај што патуваат, беа додадени вредности на цената која беше претходно и сега е фактички нова цена. Исто за мал пакет беше додадена износот по зони, значи на цената што ја имаат фиксна и цената по зони додадена како комплетна цена. Исто така беа направени промени, морам да спомнам, и во поштенските картички и во ракувањата со вредносно писмо и ракувањето со препорачано писмо. Тие беа реално цени утврдени 2001 година. Од тогаш немаше никаква промена во цените. Ракувањето со препорачена и со вредносна на некој начин беше детерминирана од терминалните трошоци на одредишните управи. Значи, ако таму се покачени цените, мораше да бидат кај нас, за на некој начин да ние ги намалиме трошоците, односно да ние направиме приход на фирмата, бидејќи секоја компанија работи токму за приходот што го остварува. Во врска со печатените работи, иако се третира како меѓународно писмо од аспект на третирање како трошок, таму направивме поради интересот на граѓаните, не направивме истата цена од 42 денари, туку на нив само направивме до 37 денари, за да повеќе се овозможи праќање на книги, печатени работи, списанија и така натака. Исто така, бидејќи кога ние плаќаме на превозните, на авиокомпаниите, реално кај нив плаќаме по килограми, без разлика каков е видот на пратката,
За зоната 4 и 5, значи Австралија, Нов Зеланд и останатите земји како што се Канада, Соединетите Американски држави и други, Африка и други, тука додадовме по килограм, беше цената од 4 денари, сега е над секој 10 грама 6 денари. Значи само за тие две зони. Сега тие се во комплет сите зголемувања на цени, цел процес, за тие видови што реално сега ги спомнав, реално тие си се зголемувањата, некаде доаѓа 40%, некаде доаѓа помалку, меѓутоа секогаш може да збориме за одредени грамажи, одредена видна пратка, значи не го опфаќа тоа што го кажам само како пример до 20 грама, не ги опфаќа зголемувањата ако се по други стапки реално на тој вид на пратки. Каква е во моментов состојбата? Имавте средби и со синдикатот, имавте средби со владини представници, околу консолидацијата финансиски, околу исплатата на платите. Точно е, не можам да кажам дека сум предолго, меѓутоа за периодов од 5 месеци дефинитивно сите мои напори беа токму кон тоа да ја консолидирам како фирма и да еднаш за секогаш платите бидат сигурни, да бидат обезбедени од нашиот труд реално, без субвенции, иако како такви би требало да ги има, бидејќи универзалната услуга е услуга која ние мора да ја дадеме низ цела територија на Републиката, без разлика дали тоа нас не прави, ни генерира трошок или ни носи приход. Значи, како такви, работиме и на делот на утврдување на трошоците што реално се прават за универзалната услуга, за да утре пред владата излеземе реално со бројки кои треба да се субвенционира како останатите фирми, прочем, како некои, да речеме, железница, кои дали ви имате еден патник или 100, вие мора да ја имате како таква. Значи, еден вид на таква субвенција зборам. До сега тоа не беше случај, значи до сега сите подршки од страна на владата се направени врз основа на финансиските резултати, не врз основа на тоа дали ние колку губиме или не губиме, бидејќи е во процес на мерење, значи тоа е малку посложен процес на кој инсистира и Агенцијата за пошта, и кои до Македонија, Северна Македонија реално до 2024 мора да ја заврши како процес и да ние како фирма бидеме спремни за да излеземе со податоци. Значи се одредуваат норми, тука има процеси на норми, се мери и трошок на сите сегменти од процесот. Една анализа за да за консолидација. Така, точно. Сега јас се надевам, ние дојдовме до, речеме, до ситуација кога веќе работниците си примаат плата до 15 и мислам дека до крај на годината ќе успееме да бидеме сигурни, ако после тоа бидеме и подобри, дај Боже да е така, и се надевам да бројките и приходот ни порасне, бидејќи сегашниве покачување, ако не е тоа некој голем приход, бидејќи дојдовниот е поголем како пошта процес, него појдовниот, некаде односот со 2:1, меѓутоа сепак има некој плюс приход. Меѓутоа исто така мора да кажам дека ќе треба да бидеме спремни за покачувањата што ќе следат за септемвриската плата, која ќе биде 10% на основната плата. Значи сега ќе ни треба дополнителни средства за кои веќе во влада разговаравме и за кои му кажавме дека ние ќе се потрудиме да тоа го направиме со наши собствени сили, ако така можам да го кажам, меѓутоа сигурно дека и они се тука во сите ситуации на поддршка на Македонска пошта. Јас ви благодарам за учеството во утринската програма. Благодарам и на вас што бевте гости и морам да ве пофалам дека сте прва телевизиска екипа која дојде и која на некој начин сака на граѓаните да им дадат до знаење или да ги објасниме кои се промените и кои се реално сега покачувањата на цените. Ви благодарам уште еднаш.